Значи од нова година рече тогаш дали се на 25 требаше да дај плата. Еве дојде 25 јануар. Само долговлечува, вели владата немам. Тие треба преку седница, не знам шо како, важно ние сме излажани, изманипулирани. Прибидејќи директорот е тука. Јас имам еден апел до него да собери храброст, да излезе овде да каже пред сите овој народ, вработени ние овде сме 30 над 30 години, 35 години, да каже вистината, има, нема, откажува. Вистината нека ни ја каже. Шо ќе каже тоа, шо. А ние планираме понеделник заедно со вработените и пензионерија понеделник додиме Скопје пред владата за отпремнинава, за придонесите и за неисплатените плати, да видиме ако не прима во владата, се надеваме дека ќе не прима, не ни преостанува нас ништо друго, тоа е единствена шанса ако може да го решиме овој проблем. Како што кажа ПЦТ е зедае по 25.000 денари од септември до сега, а за жал ние останативе што останавме на работа, имаме земено само 8.000 денари во минативе 4 месеци. Лагите и понатаму продолжуваат. Последна средба со директорот има вчера, ми кажа дека во вторникот на влада не поминале тие пари наводно што треба да бидат префрлени во нашава фабрика, затоа што министерот Оливер Спасовски не бил присутен во држава. Кога ќе се врати Оливер Спасовски, кога ќе ги префрла тие пари, не знаеме. Сега наново не лажа, наново ни ветува дека наредниот вторник ќе имале повторно седница на влада и за до наредниот петок да земиме плата. Нашите вработени се на работните места, ги лажеа дека за денеска ќе зема плата, сега се во моментов разочарани и најверојатно од понеделник и тие ни се приклучува и продолжуваме со штрајк и одење пред влада. А инако во меѓувреме се вработува повторно други надворешни работници, не работници, туку директори. Председателот на управниот одбор си вработува негови лични роднини. Еден од неговите роднини е директор на производство. Сопруго на таа директорка на производство е управител на композитна опрема пред неколку дена. И само такви вработувања има, а работниците страда за леп. Значи причината за собирањето на овие отпишани луѓе, јас ги рачунам отпишани од држава, пошто нас не рачуна веќе никако државјани на оваа република. Сем законот што го донесоја, му благодариме на господинот Анџушев, ама тие пари ќе ги земеме дури во март некогаш. Ако мисли дека може да преживееме 4-5 месеци без пари, свака му част. Значи јас мислам дека ние сме отпишани. А зошто ќе ви кажам? Упорно правиме писма, бараме прием, направивме координативно тело, пошто веќе не сме членови на синдикат. Значи бараме прием со писма, со телефонски повици до Совка, таа што ни е председател на управниот одбор. Значи нема слух за нас, зошто не знам. И немаме друго решение ние сем да почнеме со тие непопуларни мерки, блокади на патишта и блокада пред влада нешто. Не ни преостанува ништо друго.